Дали сте запознаени со улогата на офицерот за заштита на личните податоци? Офицерот за заштита на личните податоци има многу важна улога во системот за заштита на личните податоци и за се што е поврзано со обработката на личните податоци кај контролорот. Задачи на офицерот за заштита на личните податоци: дава совети и насоки на раководството на контролорот и на вработените за обврските кои произлегуваат од прописите за заштита на личните податоци. Ја следи усогласеноста на контролорот со прописите за заштита на личните податоци. Ја подготвува документацијата за техничките и организацијски мерки за заштита и тајност на личните податоци и ја следи незината примена. Врши контроли кај контролорот согласно прописите за заштита на личните податоци. Има отворена и непречана соработка со сите сектори кај контролорот, например, човечки ресурси, IT, продажба, маркетинг, PR служба и така натаму. Ги известува вработените кај контролорот, граѓаните и дирекцијата за заштита на личните податоци за назначувањето на офицерот за заштита на личните податоци. Во зависност од големината на контролорот и обемот на работата, офицерот за заштита на личните податоци може да има свој заменик или може да се формира и посебно оделение за заштита на личните податоци. Обуки. Работи на подигнување на свеста за заштитата на личните податоци помеѓу вработените и раководството, како на пример, континуирано организира и спроведува обуки на вработените. Споделува информации за новините за заштита на личните податоци. Подготвува едукативни материјали за вработените. Право на граѓаните да пристапат до личните податоци. Ја развива свеста кај вработените во однос на правата на граѓаните да пристапат до личните податоци. Се грижи во законски утврдениот рок контролорот да постапи по барањата на граѓаните во остварување на правото на пристап, исправка и бришење на личните податоци. Подготвува процедури и образци за правото на пристап, исправка и бришење на личните податоци. Кои вештини треба да ги поседува офицерот за заштита на личните податоци? Да има одлично познавање и искуство во примената на прописите за заштита на личните податоци. Да има знаења и вештини за информацијска сигурност, технички и организацијски мерки за заштита и тајност на личните податоци, да ги познава предизвиците поврзани со заштитата на личните податоци, во зависност од секторот во кој припаѓа контролорот, да има комуникацијски вештини и способност да ја поттикне културата за заштита на личните податоци. Позиција на офицерот за заштита на личните податоци: да е самостоен и независен, и да има активна поддршка од страна на раководството, да не добива инструкции од страна на раководството во однос на исполнување на задачите, да е соодветно и навремено запознаен и консултиран за сите прашања поврзани со обработката на личните податоци кај контролорот, да е одговорен пред раководството на контролорот, да не биде земена одговорност за задачите што ги извршува, да добие поддршка во однос на финансиски, човечки и инфраструктурни ресурси, простории, објекти, опрема, да му се обезбеди доволно време за исполнување на основната задача. Офицерот за заштита на личните податоци може да има и други обврски и задачи, но при тоа е важно да нема судирна интерес со основната задача. Тоа значи, офицерот за заштита на личните податоци не треба да е извршен директор, советник или раководител за човечки ресурси, финансиско работење, маркетинг, IT сектор и така натаму. Да биде контакт точка со граѓаните, вработените кај контролорот и дирекцијата за заштита на личните податоци. Да има пристап до сите информации за непречено исполнување на задачата, континуирано да посетува обуки и да е во тек со сите новитети од областа. Доколку имате прашања или дилеми, обратете се до дирекцијата за заштита на личните податоци. На веб страницата на дирекцијата има посебно катче за офицерите за заштита на личните податоци. Тука имате пристап до мрежата на офицери која има за цел да обезбеди контакт информации за назначените офицери за заштита на личните податоци кај контролорите од различни сектори, документи, извештаи и образци кои се важни за исполнување на задачата на офицерот за заштита на личните податоци. Форум, каде што може да комуницирате со другите офицери за заштита на лични податоци и дирекцијата за заштита на личните податоци. Таму можете да ги споделите вашите прашања, мислења и дилеми. Не заборавајте, офицерот за заштита на личните податоци е самостоен во исполнување на своите задачи,
а независноста во работењето значи поддршка од раководството во рамки на контролорот. Доколку сметате дека ви е повредено правото на заштита на личните податоци, обратете се и во Дирекцијата за заштита на личните податоци.